Приказната е многу емотивна, бидејќи јас сум битолчанка која се омажи во Преспа, значи мојата животна љубов постои и уште постои тука. И Преспа за мене едноставно представува еден непресушен потенцијал на различности, на истражувања, на место со душа, така да кога ќе направам некоја споредба на минатото време и сега, многу ми е жал што се повеќе и повеќе тој облик на социјално друштвување кој што ние го имавме, сега некако замира. Ми побудува спомени на некое старо време каде што многу се дружевме со седенки на плажа и вечерни седенки, и дневни капења и друштвувања, летни одмори и слично. Меѓутоа ми побудува и малку тага, затоа што цел еден биодиверзитет ни исчезнува од пред очи. Спомените се дел од таа некоја приказна која што Преспа ја носи во себе. Меѓутоа има, Преспа е непресушен потенцијал за еден куп на активности кои што можат да се развиваат. И покрај тоа што климатските фактори си го сторија своето со повлекување на езерото и нивото на езерото, сепак Преспа има и една друга страна на мистичност, на неоткриени работи, одлична е за истражување, значи се наоѓа помеѓу два национални паркови од наша страна, еден од Грчка, е заштитено подрачје со различен биодиверзитет и ту како има поле да пренесеме љубов на младите генерации кон ова неисцрпна природа. Тоа беше баш друштвување на плажа, најмногу, затоа што се случуваше во туристичко место Стење, каде што во тоа време имаше шангчиња на плажа, на кој што одевме и дење и ноќе, значи имаше журки, забави, беше преполно со лица, со луѓе, со млади луѓе. И битолчани во тоа време и како знаеа да посетат туристички места во Преспа, во Крања исто имаше дискотеки. Па тука и беше нашата прва средба со мојот сопруг и така и почна нашата приказна. Така да Преспа е стварно еден многу голем емотивен дел од мојот живот. Ние како активисти не губиме надеж, меѓутоа делот за заштита на Преспанското езеро од повлекување, мислам дека како човечки фактор може многу повеќе да придонесе. Треба заедничка соработка, бидејќи Преспа делат и три држави, да се отвори ова прашање на едно повисоко ниво. Еден мир, спокој, една прекрасна убавина. Тука сум родена, тука сум живеела, тука сум го поминала детството, убави моменти. Имаше многу луѓе на лето, полно, джагоро, деца, нови другарства, дружења, пријателства, комуникации, тога со писма, дружења, ноќни дружења покрај езеро, со седенки, со гитари, со крадење дома храна. Имаше доста хотели, мислам хотелот Европа беше од оваа страна. Спортот имаше кошаркари доаѓа од Скопје на припреми, фудбал, кошарка. Во Сирхан имаше одбојка доаѓа од Ниш, од Београд. Преспанското езеро е душата на Преспа. Не би можела да издвојам една приказна, затоа што моето детство е поминато во село Стење на Преспанско езеро, каде што секојдневно одевме на плажа, навечер се журкавме и езерото беше многу поинакво од она што е во моментов. Сите зависиме од Преспанското езеро, кој директно, кој индиректно, на било каков начин, така што представува извор на живот за сите нас тука во Преспа. Секогаш кога сме покрај езеро се присеќаваме на многу
моменти поминати на цело детство, на водата, на плажата, на тој туризам кој што тогаш постоеше, а сега за жал го нема. Имаме премногу спомени. Преспанско езеро, секојдневно одевме на плажа по 2 пати, 3 пати на ден. Навечер правевме кампови, имавме пикници, журките ни беа на плажа. Во Стење, конкретно, имаше, ние ги викавме летувалци, кои што доаѓаа од Скопје и од цела Југославија, значи по 10 дена стоја со кампови и со шатори, имаше секогаш по 200 до 300 во група. Ние во Стење имавме продавница и ресторан во тоа време и уште од тогаш се занимававме со туризам, па желбата моја да го продолжам, да го одржам тој туризам во Преспа, се пренасочи према тоа што сега го работам со земјоделието, односно агротуризам, каде што годишно доаѓа до 1000 гости да го посетат овоштарникот. Јас се сеќавам кога бевме деца, кога ќе одевме за Стење од Тешево, водата беше на 10 метри од патот. Имаше коли паркирани од Тешево до Сирхан, цела плажа пополнета. Сега ретко е да видиш и 2-3 коли на самата плажа. Значи, објектите се веќе напуштени, голем дел, веќе се руини, кои што даваат лоша слика сега за Преспа. А во однос на летовалците, што ние ги викавме кога ќе дојдеа со шатори, имаше секоја вечер палеа оган, каде што сите се собиравме, имаше журки, се пееше, се играше, се одржуваа надпревари во одбојка на плажа секојдневно, се правеа тимови, групи. Тоа јас стварно би сакала повторно да го видам. Ние сме сега во Арвати, долу има камп кој што функционирал уште за времето на Југославија, функционира и до ден денес и таму буквално се запознав со многу мои пријатели, најдобри другари, другарки и првите бакнежи биле баш таму во кампот. Јас од кога се сеќавам за мене, јас таму израснав. Значи, летото најмалку 3 месеци бевме присутни. Јас заедно со мојот брат и другарчињата што беа тука од село, бевме присутни цело време во кампот во Крани. Па преку ден генерално фаќавме боја на плажа. Имаше и игралиште за одбојка на песок, кој што ние буквално една половина од денот го поминувавме на одбојкарското игралиште, па после тоа одевме да се бањаме, да се разладиме после. После тоа некој доколку победеше или изгубеше, си частеше пијачка или коктел долу на плажа. Имавме едно другарче од Скопје кој беше многу добар гитарист и тој цело време не анимираше со гитарата, проследено со некое пивце, можеби некоја чашка ракија, а и често одевме на флипери, имаше билјард, игравме често, фудбалче и тоа траеше до доцните, па и некогаш и до утринските часови. Понекогаш и изгри сонцата ги дочекувавме баш на плажа таму. Еден убав пейсаж, прекрасни зајди сонца, мир, спокој, тишина, птици, топла вода на лето и мислам дека едно од најтоплите езера кај нас. Поготово објектот Мите Богоевски, бидејќи ние секоја пролет и есен одевме таму на екскурзија, поминувавме ден-два, значи во тој објект, а сега веќе е запуштен веќе 10 на 15 години. И тоа е можеби многу жалосно што некој го дозволил тоа. Беше еден објект кај што нуди сместување, поготово за групи на деца, каде што тука имаше игралиште за фудбал. Имаше трева, имаше бетон, имаше патеки за трчање, за спорт, за утрински вежби како, не знам, јога, гимнастика можеби. И тоа имаше менза каде што сите деца кога би завршиле со тие игри, би огладнеле, сите заедно пак би се дружеле на ручек. Ние имаме овде 2 национални паркови, Пелистер и Галичица, имаме езеро кое е на 850 метри надморска висина. Ние сме еден посебен биодиверзитет каде што не сум сретнал досега на друго место во светот нешто слично како ова.
возевме педалинка и педалинката човекот што ги издава вика не се качувајте повеќе од 5-6 луѓе. Ние се најдовме таму 10 луѓе, ни се преврти педалинката, дури не можевме ни да извадиме, после требаше да донесат трактор за да се извади педалинката. И то траеше буквално неколку сати.